Добар ви ден, драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Верувам дека сите ве наоѓам во добро здравје, пред малите екрани, можеби со кафенце, со комшивките, со пријателките или некој си ги чува внучињата и го чекате рецепт на денот. Токму веќе кога станува збор за внучињата, како да ги натераме да јадат спанак, нели? Сега те не ќе спанак, те не ќе ова, те не ќе тоа, ама за овој рецепт, што е или со јувки, или со макарони, доколку немате домашни јувки, меѓутоа најубав е рецептот со домашни јувки, тогаш ќе го направиме овој фил, кремаст фил од спанак и они нема ни да почувствуваат, тоа ќе биде лапни, голтни, буквално лапни голтни. Пред да почнам да ви кажам што се е потребно, ќе налеам топла вода, околу 1 литар во едно тенџере, да зоври и да ги ставам, ние имаме 300 грама макарони. А вие ако имате јувки, ставете и јувки. Ќе ги ставам да се варат во малку сол, половина кафено лажиче сол. Ете така, нека се сварат, значи покрај 300 грама јувки или макарони ќе ни биде потребно едно пакување на смрзнат спанак. Значи, го имаме во сите можни маркети. Каде и да влезете, има кутија во ладилниците, во замрзнувачите на ваков замрзнат спанак, едно 500 грама или 400 или 500 грама, зависи колкаво е пакувањето. Ке ви треба 300 мл хопла за готвење, 100 грама сланинка, ситно насечкана, димена на дрва, посува да е, една главица кромит, едно чешне лук, вода, покрај тоа што ќе ни треба вода во тенџерето за да ги зовриеме макароните или јувките, ќе ни треба малку вода за да додадеме во кремот, ќе ни треба сол, малку бибер, малку босилек и малку оригано. Ова се прави многу бргу, се на 20 на минути, нема да можете да престанете да јадете. И масло по потреба. Значи го ставаме маслото на тавче на загреана ринкла, 1 децилитар. Сега тука ќе го ставам кромидот да се испрши. Да го издинстаме убаво кромидот. Ете така. Значи убаво да стане мек, прозирен, буквално да биде како мек како памукче. Еве веќе водата почнува да врие, ќе ги ставам макароните внатре. Ги промешувам. Едно 5 минути нека вријат и доволно ќе биде. Тука ќе ставам сега малку бибер. Малку сол. Така. И си мешам. Еви кромидот е веќе добро испржен, сега ќе ја додадам сланината. Има доста мастрав, ќе биде стварно нешто многу убаво, кремасти, макарони со спанак. Така и ова, нека си испржи убаво сланинката.
Еве макароните се варат. Каков убав мирис! Прекрасно нешто. И ова убава да стане дури и како малку крцкава. Така треба да биде сланинката. Така. Ке ми треба оваа лажица за макароните. Ако ќе биде готово испржена сланинката, ќе го додадам лукчето внатре. Така. Ох, што убав мирис се шири. Или, ако ви останато од празници и некое мало парченце, може свински врат, може печеница, како и да, било каква саламче, а немате сланинка, ставете го тоа, да се искористи. Да не ни останува така поладилникот. Сега може лукчето. Еве, а веќе крцка. Еви, по самиот звук ќе забележите. Еви, ја смени бојата. Сега ќе го ставам лукчето. И веднаш сега ќе го ставам спанаќот. И он секако и ќе си колку можеме, значи, ќе го исцедиме. А другото ќе се испари во текот на пржењето. Какова мириса! Ајде така. И тој да се испрши. Ова има да биде за мерак. Ај така. Истовремено и ќе ги промешам макароните. Не мора да се, значи, комплетно сварени, затоа што секако ќе поварат уште малку со зајрето. Колку да омекнат. Но спанаќот, да знаете дека едно 10 минути треба да се прши. Еве, гледајте колку убаво се испржи спанаќот. Значи, веќе нема ни капка вода тука. Така. Сега што ќе направам?
сега макароните си ги префрлам кај спанаќот. И дури може и водата од макароните да ја ставите. Па да. Или може и обична врела вода да ставите. Јас треба да исклучам ринглата. Така. Прво ќе ја ставам хоплата, а потоа, колку ќе има потреба, ќе додадам. Сега промешувам. Ете така. Така. Мераци. Мирис на лукче, на кромит, пржен, спанак, сланина. И сега ја ставам хоплата. Така. И доколку сакате или доколку имате, доколку ви се наоѓа дома, можете и малку рендано кашкавалче да ставите. А ова нема да погрешите и сиренце да му ставите. Ете така. И сега малку само ова да проврие, едно 5 минути и веќе ќе биде готово. А сепак ќе му става малку од оваа вода. Ете така. А останали уште 3 макарончиња. Нема дете што не јаде макарони или јувки. Ете така. И сега ќе треба да го пробам за сол. Ова, знаете ли која убавина е ова? Една лажичка си земам. Прво вака ќе промешам. Мераци. Сек, значи сек убаво да навлезе спанаќот. Сега пробувам за се намалува малку. Така. Сега пробувам за сол. О, колку е убаво ова. Значи, точно ставив покрај хоплата од 300 мл, ставив, значи, уште една чаша имаше останато во водата, каде што вареа макароните, му треба уште малку сол. Инаку е прекрасно. Како вкус? Така. Сега ќе додадам малку орегано и малку босилек. Многу малку, така, на врвот на прстите. Така. Сега повторно ќе промешам. Каков убав вкус. И знаете како се јаде ова? Од ринглата на трпезата. Нема чекање. Сега да видам дали е доволно и зачинот. Сега да земам друга лажица. Да. Откако ги ставив сега босилекот и ориганото, врв, значи врв, каков вкус. Боже, каков прекрасен вкус.
Сега ќе го исклучам веќе и знаете како размислам. Мислам одма сега да одјавам емисијата, затоа што со ова ништо друго нема да оди, се малку кашкавалче од озгора. И таман се и макароните. Може би по мене и подобро е да биде со макарони, а ако случајно имате јувки, тогаш не ги варете претходно. Ставете ги тука, само ќе треба да додадете уште плюс 1 чаша вода, за да не се распаднат јувките. Значи, еве си подготвив и чинија. Леле. Ова е мераци. Убавина. Леле. Па и сос ке си ставам. Ова е веќе неисклучено и веќе е готово. Верувам дека на сите ке ставам, значи, малку. Така, малку од озгора. И нашите макарони кремасти со спанек се готови. И сакам јас бибер. Тоа е лично мој вкус. Леле. Колку е добро. Мислам дека макарони од сега само вака би јадала. Еве веќе ми донесоа и чашка винце, затоа што со нив одлично одговара едно убаво македонско бело вино. Сега да пробам и од макароните. Врв. И можете вака да наросите бибера, доколку имате она мелница за бибер. Леле, колку е ова добро. Драги мои, направете го овој специјалитет. Ќе уживате. Не само децата, туку и вие. И сите на кои што овој специјалитет ќе го направите. Верувам дека и вие сте љубители на... Не можеш да престанеш да го јадеш. Едноставно ти вика уште. Ние ќе останеме сега да го пробаме сите од тимот на вкусот на традицијата и од тимот на етно село Тимчевски. И знаете за крај како ќе ви кажам. Или оди по улицата како крал, или оди како да не те интересира кој е крал. А тука веќе размислете што сакал поетот да каже. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата. До тогаш останете ни здрави, живи и среќни.